Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. Национализмот и странски служби ја уништија Југославија, тврдат историчарите. Според нив, голем дел од државите кои беа дел од СФРЈ не се изживеале национално, односно сакале да бидат одделни држави, па потоа дел од федерација. Според мене, основната причина за распаѓањето на Југославија е национализмот, кој што се појави посебно по 1989 година по паѓањето на Берлинскиот зид, кој што исто така во текот на постојањето на Југославија беше некако со репресија потискуван, тој национализам кај останатите држави. Освен внатрешните, за распадот на Југославија се виновни и надворешни фактори, особено поставеноста на САД спрема Југославија. Пред се во непостоење на интерес на САД за опстанокот на Југославија, како што имаше во времето на студената војна. Во времето на студената војна Југославија беше еден вид на тампон зона помеѓу Варшавскиот пакт и НАТО пактот, и тука имаше огромен интерес пред се на САД да постои таа држава како тампон зона, при што се добива голем број на кредити, поволности и така натаму, кој по распадот на Варшавскиот пакт и на Советскиот сојуз изгубија значење за Соединетите Американски. Овој и многу други историски моменти поврзани со Југославија денес беа кажани на трибина која се одржа на правниот факултет при УГД по повод 25 години од распадот на Југославија.